се наоѓам во салонот на Културно-информативниот центар. Вечерва во 20 часот, фотографска изложба, ретроспектива на доајенот на македонската фотографија, Александар Колдев. Добро утро. Добро утро. Еве, веќе, мислам дека сте во завршна фаза, уште нешто малку остана за да се подготвите за вечерашното отворање и може да се види едно обсежна и временска дистанца, меѓутоа и уметнички дострели во вашето фотографско креирање. Што ќе имаат можност вечерва да видат? На вечерва на изложба ќе прикажам околу 120 фотографии, снимени во периодот од 1969-70 и до 2025 година. Меѓутоа, акцентот на оваа изложба е поставен на последните 10 години, затоа што претходниот период со моите изложби Скопјани ја запознаа мојата фотографија. Добро, секогаш, како велиме, секоја нова е нова приказна. Да. И навистина, кога ќе се погледнат вашите фотографии, еве тука можеме да погледнеме и познати и лица од секојдневието, меѓутоа тоа ви е можеби најголемиот предизвик, да лајт мотивот некако секогаш сакате да го турнете во вашата перцепција, меѓутоа секогаш постои приказна. Да. Во овие две сали, ја сум многу благодарен на КИЦ што ми овозможи толку простор, давам две содржини. Во оваа сала кај што сме ние се луѓето. Тоа е мојата лична преокупација, да не речем мојата љубов. Љубов кон луѓето, во нивните природни средини. Луѓе, тоа не е студиска фотографија, тоа е фотографија од животот, нарекувана со различни термини, лајв фотографија, улична фотографија, стрит фотографија и така натака и така натака. Меѓутоа, во основа тоа е приказна за животот и како јас го гледам тоа. Тука се многу познати лица, а и анонимни луѓе, ама сите тие не обкружуваат и на некој начин ни значат во нашиот приватен живот. Меѓутоа, има фотографии како дел од изложбата или како една половина, каде што може да се погледнат и вашите уметнички, документаристички, историографски дострели. Јас живеам од фотографија, што значи во еден дел од мојата работа е и тој професионален аспект, кај што треба да покажеш познавање од пейзаж, и од архитектура, од естетика на простор, светло, боја и така натака. И така и тематски поделено, архитектура, пейзаж, макрофотографија, експериментална фотографија. И на тој начин може гледачот да добие потполна слика за моите фотографии. Споменавте предходно дека од 1900 која е најстарата фотографија? 69-та до, да речеме, распон до 2025-та, предпоставувам. Повеќе од 5 децени фотографирате и преку вашата фотографија, овој друг пат, во друга прилика сум го кажала, дека буквално може да се погледне историјатот на едно општество, на државата, меѓутоа и надвор од нашите простори. И сега ве прашувам, во поново време, па може би последниве 10 години, мобилниот стана некако број 1 за правење фотографии, ги купуваме за да направиме подобра фотографија. Се уште стоите на мислењето или како некако младиот човек, ако сака да направи професионална фотографија, треба да го тргне мобилниот или? Фотоапаратот и телефонот е фотоапарат е само средство. Ако човекот не може да го селектира мотивот, ако не знае која содржина да ја прикаже, тоа не е ни фотографија, ни информација. Луѓето имаат потреба од визуелна комуникација. И тоа е замена за оно што ние некој се дружевме. И сега седат или одат негде и знаеш, јас сум сега на Камен мост и телефонот ќе се слика
И таа слика трае колку што трае, на тој што му е пратена. Професионалната фотографија има задача да даде траен документ, трајна слика. И обично, еве сега гледаме во секоја секунда милиарда фотографии на земјаната топка, ама ние немаме оној процент на оригинали кој што имаше порано, кој што снимаше многу порано. Значи, телефонот си има своја функција, фантастично. И како видео, и како телефон. Меѓутоа, тоа е тесно усмерена на една група луѓе, таргет, што би се рекло. И автоматски таа слика, таа информација останува на тоа ниво. Ние, професионалците, се обраќаме на најшироките простори и затоа професионалната фотографија трае многу подолго и се претвара во визуелна меморија на одреден простор или на одреден народ. Изложбата вечерва се отвора тука во културно-информативниот центар во 20 часот. Колку време ќе биде изложена за да може да погледна Скопската и пошироката изложбата ќе биде од 7 до 14 октомври. Може би требаше подолго, меѓутоа октомври-ноември се најбарани термини во Добро, мислам дека една недела е сосема доволна за оној што е заинтересиран да ја погледне изложбата. Има што да види, навистина прекрасни фотографии, впрочем, тоа постојано го работите. Изложбата ја инсистира да направам оваа година од повеќе причини. Една од најважната, што ова е јубилеарна година, славиме 170 години фотографија на тлото на Македонија. Одлично. Навистина, бројката не е за подценување, 170 години постоење на професионална фотографија. Тоа е бројка која зборува за македонската културна историја. Така. Александар Кондев, ви посакувам успешна изложба. Верувам дека днес стоите во место во однос на фотографијата. Ве гледаме во следна прилика со нова изложба. Благодарам, се трудам. Благодарам уште еднаш.